За самиот крај рековме дека ќе ве однесеме на изложба. Станува збор за академскиот сликар Емил Шулајковски. Ирена ја имаме ова утро на линк. Предпоставувам дека веќе успеавме да се поврземе. Еве ни ја Ирена. Добро утро, Ирена. Не знам дали би ќе остваривме контакт. Да, очигледно остваривме. Ова утро екипата на утринската програма на Добро утро секое утро се јавува од просториите на Чифте Амам, каде што на 1 октомври е поставена изложбата на Емил Шулајковски, насловена како Сенки во облаците. Ова е творештво во последните неколку години на академскиот сликар Емил Шулајковски и оваа изложба ќе биде отворена 20 на дена. Убав повод за сите вас љубители на сликањето, на уметност, да дојдете овде и да ги посетите овие простории во кои што навистина има 76 дела насликани од рацете на нашиот Емил Шулајковски, кои што ги красат зидовите на Чифте Амам. Ова утро заедно со нас во утринската програма е Емил Шулајковски, академски сликар. Емил, добро утро. Благодарам што ја прифативте поканата да бидете гостин еве вака линковски во утринската програма на Алфа телевизија. Сенки во облаците. 76 ликовни дела, подготвувана во изминативе 2-3 години. Кажете ми, која е темата, која е инспирацијата за оваа изложба, самостојна изложба? Па инспирацијата е природата, односно враќање на таа стара есенција изгубена од човекот, што се отоѓуваме повеќе од природата. Мене секојаш лајт мотивот ми бил просторот природата, пределот, представен на повеќе различни начини. Тоа овде се представени 5 различни циклуси, колку што се различни, толку се слични. Значи, почнувајќи од градина на задоволствата, што е инспирирана од дворот, од фамилијата, од семејството, од моите домашни миленични. Имам 7 кучиња и 2 мачки. Да. Што ми е што да видите весело ви е по дома. Да, што ја цепат, што од нив цепам енергија. После тоа доаѓа биоромислите, трансформација на символите, рефлексија на мислите и последниот циклус Сенки во облаците, и по него ја насловив оваа изложба, што е спремена повеќето сликите се последниве 2-3 години, најстарата е 5 години, значи последниве 3-4 години е концептот правен специјално за просторот Чифте Амам. Това е моја прва представување во национална галерија, што е една голема желба моја, на моја 55 години, како една, пака може да кажам, за окружување на 32 годишно. Така, 32 години творештво, присутност на нашата сцена, осети потреба да се представам се. Не некоја јубилејна изложба или нешто постаро, тоа има време, може некој друг ќе го прави, дали ќе бидам жив или не знам. Или може би, ако дај Боже, дожививам ја да си направам нека 50 годишно творештво или било што. Ја не се осеќам се уште спремен за се представам. Да. И затоа е направен циклус на слики, што беа од моето ателје специјално направени за овој простор. Просторот е навистина преубав, вашите дела ги красат овие зидови на Чифте Амам, кој што се наоѓа во центарот на старата Скопска чаршија, да кажеме од 10 часот до 18 часот секој ден, секој работен ден? Да, секој ден работен ден, освен понеделник. Сите музеи и галерии не работат во понеделникот и ги поканам сите љубители на уметноста што сака да ја посетат мојата изложба, да дојдат. Ја ќе бидам тука повеќе по-големи дел од времето сум тука за разговор, за консултација, за било што сака да дознаат за 32 години уметност, 32 години неизмерна работа. Кажавте која ви беше инспирацијата за Сенки во облаците. Што е она што творите, што е она што ве инспирира надвор од оваа изложба? Која е техниката на која што работите најчесто? Што е Емил Шулајковски предпознатлив? Тоа мене ме инспирира домашната фамилијата. Јас сум приврзан кон моите и на нив им ја посветам оваа изложба. Ви кажам на мојата сопруга, моите 2 сина и моите домашни меленичени.
знаците дека сум приврзан кон дома и целото домашно окружување се рефлектира на моите дела. Не можеме, ако си прав, искрен уметник, не можеш да го скриеш, да ги скриеш своите емоции. Значи, масло на платно, јас сум типичен слика на масло на платно, специјално за оваа изложба има 22 акварела, некои изненадување што моите колеги го приметија. Ја работам акварел доста време, долго период, ама не го изложувам на моите самостојни изложби. До сега 2 или 3 пати сум излагал акварел. Последниот пат не ми тикнал на која изложба сум излагал акварел. Значи може 15-20 години поминале. И од реакцијата на специјално на моите колеги, баш тие акварелите што ја не сум препознатлив, мојот татко е препознатлив од акварелот, и можам да ги изненадив на добар и пријатен начин. Вие исто така и организирате изложби. Покрај оваа изложба имате и многу други изложби и во Македонија и надвор. Имате ли можеби некои награди или можеби да се сетите вака убава некоја изложба или некој настан ваш кој што вие вака во убаво сеќавање од сите овие 32 години творештво? Ја имам 4 национални награди за сликарство. За изложби, првата изложба 95-та со мојот брат Тони. Можам во Нью-Йорк изложбата, во Нью-Йорк, во Силвер Сити, во Северна Каролина, во Америка. Двете изложби во Белград, што ми беа многу драги. Едната со брат ми, другата со Јана Куновска. Па во Словенија имам малку паралела да ни направите околу изложбите во странство, изложбите кај нас. Ја често менувам тема во ова нешто. Сам постепено ги менувам темите, не сум стрикно се движам во еден колосек. Тоа може ќе се види кога ќе правам некоја ретроспектива, колку човекот се променува, како идат годините, и се променуваш самиот себе си. Сите изложби се сосема различна приказка. Ја никош не излагам две. Истата изложба не е пренесена на друго место, секоја изложба си е сама за себе приказка. Значи не сум човек што пренесува изложба на повеќе места да видат. Не сум таков, ми е концептот на работата. Ако правам изложба специјално за тој простор. А секоја изложба си е приказка за само себе, особено во странство, особено во Германија има многу интересна изложба. Там беше дел од мојата магистерска работа меѓу простор. Излага во градската галерија во Нинберг и имаше многу голем интерес од публиката. Сосема различен концепт од овој се што го гледаме, ама тоа време некои други размисли ми биле. Сега сум сосема насочен кон природата. Се у свое време, како кажуваат повозрастните, да не кажуваме старите. Навистина, убав е амбиентот овде, убави се вашите, прекрасни се вашите дела. Ве прашав за инспирацијата, кажавте дека семејството, од тука ја црпите целата енергија, се гледа и со каква ентузијазам и возбуда зборувате за нив. Колку сме ние ликовна нација, колку ја љубиме уметноста, ликовната уметност, колку младите генерации би сакале да тргнат по вашите стапки? Ние сме исклучително талентирана нација, посебно во сликарството, бидејќи кога сум бил на колонија и милионари, нашите уметници беа најдобри. Се зборам за околината во Европа, кога сум бил на симпозиуми, семинари, бога ми имаме што да се пофалиме. Имаме и многу интересни, бидејќи ја пратам македонска сцена, тоа ми е работа, организирам изложби во културни информативниот центар во Скопје. Ја пратам сцената, значи зборам за училиштето за примената уметност, факултетот за ликовни уметности. Има фантастични деца и не треба да се грижиме за нашата иднина во сликарството. Воопшто не треба да се грижиме, само треба да ги негуваме, да даеме нов потик, сила, ветер во грб обавезно. Ја им го давам искрено кај мене на работа, мислам во културни информативни центар, даваме шанса на младите уметници да се покажат и се надам дека нема да го заборават. Емил, ви благодарам многу за разговорот, вака утрински. Ви благодарам што не пречекавте и ова утро овде во Чифте Амам. Посакувам уште многу самостојни изложби, уште многу дела и верувам дека ќе има повторно повод и причина да се сретнеме и да поразговараме за уметноста, бидејќи имате навистина прекрасна енергија, која што се гледа еве и на овие дела. Претпоставувам дека гледачите видеа и оние фотографии кои што ни ги испративте. Благодарам уште еднаш, многу успех и се надавам на скоро видување.
Благодарам уште еднаш на телевизија ова, што ме удостои со присуството, што го представи моето творештво и ги поканам уште еднаш сите љубители на уметноста да дојдат во Чифте Амам да видат изложбата. Благодарам од срце. Почитувани, ние се одјавуваме ова утро од Чифте Амам и до скоро видување. Ќе ви посакам до видување и убав ден. Благодарам, Ирена, и до тебе, твојот соговорник, сега кога зборувавте за уметноста, сликарство за децата, ми текна нешто што Пабло Пикасо има речено, дека секое дете е уметник. Проблемот е како да остане уметник. Некому, како на твојот соговорник, тоа ме успева, за кое што сите ние сме благодарни, за да можеме да уживаме во уметноста кој што некои ја креираат.